Омо Илинден Пирин да се пререгистрира. Ваква одлука вчера донел Комитетот на министрите во Страсбур, со кој се овозможува Бугарија да не ја спроведе во целост пресудата на Европскиот суд за човекови права и бара нова процедура за пререгистрација на партијата на македонците во Бугарија. Омо Илинден не задоволен од ваквата одлука. Тие сметаат дека оваа институција нема сила и моќ и целосно им се подчинува на своите членки. Со оваа одлука самиот комитет се обесмислува, нема зошто да постои ако има такви одлуки, бидејќи тој има само една функција и таа единствена негова функција да одгледува дали пресудите на судот за човекови права се исполнуваат. И комитетот нема смисла да постои, а и се обесмислува и самиот суд за човекови права. Мислам, би требало тие луѓе што ги одлучуваат тие работи да се свесни дека тие го организираат целиот систем на човекови права во Европскиот сојуз. Омо Илинден Пирин води повеќегодишна битка со бугарските власти околу името на партијата. Тие нема да се пререгистрираат, вели Стојков. Нивните жалби се веќе во Страсбур и чекаат поинаква одлука. Нашите не чекаат сега да тргнеме по новиот закон да се регистрираме, веднаш нема да тргнеме, бидејќи имаме многу борши војска во последните 3 години, 3 пати пробавме, 3 пати бевме одбиени. Од последните неколку обида за регистрација сега се стигнати до Страсбург, имат променето целата процедура и се очекува во наредната година да има соодветни нови одлуки. Со одлуката на Комитетот на министрите се покажа дека политиката може да биде и над пресудата на Судот за човекови права. Со судскиот линч на Омо Илинден Пирин се утврди целта на Бугарија да не ги признаа македонците како малцинство. Европа ја промовираше силата и моќта на големите, наспроти силата и моќта на аргументите.